ова посебно издание на Утрински зрак за оваа работна недела, каде знаете нешто повеќе за сите оние моментални и идни активности и секако други актуелни теми од страна на председателката на Организацијата на жени од општина Свети Николе, а тоа е госпоѓата Даниела Панева. Јас велам добро утро и добро ни дојдовте по втор пат во нашата утринска емисија Утрински зрак. Добро утро и благодарност това што ме поканивте да бидам повторно ваш учесник. Така. Господја Даниела, јас ќе го започнам нашиот разговор со на прашање измина месец октомври. Тоа е месец каде што значува борба против малигните болести. Како вие, Свети Николчани, го одбележавте овој месец? Така, значи, како меѓународен ден, односно месец признат за борба против рак на дојка, пред се и против сите малигни болести, Организација на жени на општина Свети Николе секоја година во рамки на оваа кампања месец октомври спроведува различни активности. Значи, пред се имаме едукативни материјали, каде што на едукативни работилници вршиме пред се сензибилизација на целните групи, значи во рамки на нашите активности имаме формирано и група за самопомош, односно жени заболени и лекувани од рак на дојка, каде што имаме доктори, психолог кои што и прават едукативни сесии, односно предавања, баш за здравствената култура, односно здравствени контроли, пред се за превенција од ракот на дојка. Во текот на овој месец, значи, за разлика од претходните години, каде што освен едукации, спроведуваме и поинакви активности, односно организиравме на локално ниво една мала така наречена розова прошетка со која што сите жени, односно и мажи секако што сакаат да бидат вклучени, можеа да дадат поддршка во однос на малигните болести преку една локална прошетка на која што се одвиваше низ центарот на градот, односно низ општина Свети Николе, паркот и пак заврши на плоштад. Така, еве од овој настанок имаме и можност и да погледнеме едно кратко видео. Почитувани гледачи, ќе проследите едно интересно видео што се случуваше во Свети Николе токму за овој месец, за одбележувањето на овој месец.
Ете, почитувани гледачи, имавте можност да погледнете на кратко видео што се случуваше во општина Свети Никола, а ние да продолжиме и со разговорот. Колкава беше заинтересираноста, еве видовме и на самото видео, како го поминавте тој ден всушност? Во однос на периодот кога организацијскиот дел беше многу краток, значи за помалку од 10 часа организирање од страна, тоест иницијатива на групата за самопомош, можам да кажам дека резултатите беа прекрасни, односно имаше доста посетеност, бидејќи сепак во 12:30 часот, кога од страна на институциите и пауза за доручок ручек, намерно тогаш го организиравме, за да може значи представници од институциите да бидат вклучени во самиот настан, односно во таа прошетка и со тоа да изразат поддршка во борба против ракот, односно другите малигни болести. Така. Резултатите навистина еве кој што можевте да видевте од видеото. Така. Значи посетеноста е голема и воедно продажбата од ракотворбите Така. кои што беа изработени од самата целна група, односно жените болни од рак, значи беа продадени и со тоа исто така има можност нашите сограѓани да изразат поддршка во однос на болеста. Така. Која што Ајде да кажеме кои се оние други проекти на кои што работи вашето здружение на жени. така. Значи во однос на проектните активности, нашето здружение, постоејќи 26 години во континуитет, реализира различни проектни активности од различни области, каде што освен редовата компонента која што ја вклучуваме секаде, приоритет исто така ставаме на здравствената програма. Групата за самопомош, која што ја спомнав, постои 12 години и со нив реализираме различни активности од здравствен аспект, односно подигање на здравствената култура и свеста кај граѓаните во однос на превенцијата кај различни болести, посебно кај малигните болести. Во текот на оваа година, значи имаме исто продолжение од минатата година, институционален грант од МЦМС, односно Меѓународниот центар за меѓународна соработка, Македонскиот центар за меѓународна соработка, кои што во рамки на овој проект имаме и 2 вработувања на неопределено време и повеќе хонорарни вработувања. Значи целта на овој проект е институционално јакнење на организацијата, воедно давање на поддршка на сите програмски активности кои што ги имаме и секако реализација на активностите кои што според нашата програма се поставени како цел. Друг проект кој што го реализираме е поддршка од Општина Свети Никола, односно локалната самоуправа, која што баш ги потребите на целната група која што ја спомнав со жените болни од рак, ги потенцира и дава поддршка во континуитет неколку години, без оглед значи на структурата која е во општината. Така и оваа година од Совет на општина Свети Никола беше проектот преку конкурс, значи што ги организира општината за здружение на граѓани. Беше прифатен нашиот проект со кој што ги реализираме едукативните работилници за подигање на свеста и превенција од оваа болест, односно здравствена култура, вклучувајќи ја како приоритет за целната група за жените болни и лекувани од рак. Трет проект кој што го реализира организацијата е проект од Генералниот секретаријат на Влада на Република Македонија, каде што нашите членки, односно активисти на здружението, откривме дека има потреба општината од ревидирање на одредени стратешки документи и врз основа на тоа, значи сега подготвивме заедно со консалтинг група која што ни помага во однос на изработката на оваа стратегија, нова стратегија за локален економски развој на општина Свети Никола. Значи се уште е во тек овој проект, треба на крај на месецот да одржиме уште 2 активности во рамки на овој проект, односно да се заокружи целта во однос на различни целни групи, бидејќи тука се вклучени не само здруженија, општината, вклучени се бизнис сектора и сите институции може да дадат придонес во однос на потребите и проблемите кои што ги имат институционално и да бидат врачени во една стратегија за локален економски развој. Пети проект е
проект мал од 200 евра, меѓутоа сепак со голема поддршка од наша страна, кој што го реализираме веќе можеби десетина години назад од ФАРЕ, односно со фудбал против расизам и дискриминација, каде што ги вклучуваме нашите основни и средни училишта од општина Свети Николе, така да со едноставно спортски активности даваме поддршка во недискриминацијата, односно со спортување да се даде поддршка на против расизмот и дискриминација. Друг проект кој што го реализираме е понов од родова компонента, исто така е од Центар за истражување и креирање политики, каде што исто така имаме неформална мрежа на невладини организации, односно тоа е целта за да се формира една ваква мрежа која што би правела континуитет некои извештаи од родов аспект, односно родово одговорно буџетирање. Исто така би спомнала и партнерски проекти, врз основа на кои ова година имаме уште едно вработување со оглед на вклучување на ИПА компонентата, односно тоа е социјалната иницијатива, тоа е социјална инклузија и соработка на центрите за социјална работа со невладините организации, односно дисеминација на различни информации од заеднички интерес, кои што се од областта на социјална инклузија, и последен партнерски проект е преку Македонско женско лоби, односно МАПСИ програмата, исто така во родовата компонента, односно како се троши општинскиот буџет, каде што се инволвирани повеќе општини, меѓу кои и општина Свети Никола. Така, јас после овие информации кои што не ги дадовте за сите овие активности, јас ќе се навратам малку наназад на претходното прашање и ќе би сакала малку повеќе да разговараме околу малигните заболувања. Колку младата популација е запознаена со оваа тема и дали преку овие активности кои што вие ги одржувате се зголемува свеста на граѓаните со тоа? Што вели вашето искуство? Значи, искуството можам да кажам дека е позитивно во однос на младата популација, бидејќи сме доста препознатливи на локално ниво во однос на нашите активности, посебно околу здравствената програма и приоритетите кои што ги даваме во борба против малигните болести. Затоа и многу млади луѓе се сензибилизирани преку посета на нашите едукации, односно членството во нашето здружение, каде што често разговараме на оваа тема, превентивните прегледи кои што треба секоја млада девојка, жена и мајка и баба, секако секоја жена да ги прави, бидејќи секое рано откривано малигно заболување е излечиво. Значи, младата популација е вклучена не само во наши активности, кои што еве би спомнала некои од нив, изработка на одредени рачни изработки, ракотворби, заедно со групата за самопомош, односно жените болни од рак, кои што ги изработуваат и потоа на штанд, значи, ги изложуваат младите девојки пред се. Значи, младата популација и не само млади девојки, туку и младинци се вклучени и ги продаваат, а средствата одат за намена на ортопедски помагала, за оваа целна група, или односно купување перики, за хемотерапија, доколку некој од жените има потреба, е социјален случај, за патни трошоци, за контрола кои што ги прави надвор од нашата општина, така да се, значи, повторно наменети за целната група за која што и пред се постоиме. Така, јас тука би се наврзала во нашиот разговор да ги споменеме мажите, не ги споменавме. Значи, не само жените, туку и машкиот пол е зафатен од овие, да не речам, модерни заболувања, поточно малигните заболувања. Колку мажите се вклучени во сето ова? На локално ниво, значи, се вклучуваат од време на време, не во континуитет би рекла, меѓутоа за разлика од повозрастната целна група мажи, младинците се многу поактивни и вклучени, значи доста се сензибилизирани и имаме поддршка од нивна страна.
А за мажите, еве би споменала од 2003-2004 година кој имавме иницијатива за промена на Законот за здравствена заштита, во која што и успеавме, значи да го промениме, со што добивме и бесплатни гинеколошки прегледи и ПАП тестове, значи тоа е сепак заслуга на нашето здружение заедно во мрежа со уште 16 женски невладини организации од национално ниво, каде што беа вклучени и мажите. Значи мора подршка да се има заедничка, не само од жени као целна група, дека најчесто заболуваат, односно се и единствени во рак на дојка. Сепак тие се сопруги, тие се мајки, тие се жени кои што треба да добијат подршка и од машкиот пол секако. Така. Организирате и едукативни трибини. Колку мажите се вклучени еве овде? Може би можеле и би требало повеќе да бидат вклучени. Значи, секогаш кога се каже болеста на жените, го третираат како женско прашање. Може би треба повеќе да се сензибилизираат и почесто да доаѓаат на вакви едукативни предавања, дали се работилници и трибини, се вклучуваат, меѓутоа за разлика од жените помалку. Така. Господја Даниела, јас тука ќе се надоврзам организацијата на жените на општина Свети Николе со свој делегат учествуваше на годишното собрание на Национален младински совет на Македонија. Ајде малку да споменеме околу тоа. Национален младински совет на НМС, да, значи ние сме мрежа и би кажала членки сме на може би околу 18-19 мрежи што функционират. Преку младинската програма, која што исто така е третирана од наша страна, сме вклучени во различни коалиции, во едно и НМС, односно националната мрежа, каде што ги третираме младинските прашања и секако резултат од тоа имаме младински програми, односно реализација на активности кои што потекнуваат од младинско прашање. Што е она што најчесто го поваруваат младата популација? Што им е она што им е најпотребно, да кажем? Така, пред се вработување, значи волонтерството, може би сега бидејќи со законот на волонтерство се иницира и добивање волонтерска книжка која што во иднина би можела да биде прикажана како работно искуство, така да одредени лица, односно младинки и младинци бараат да бидат вклучени како волонтери, меѓутоа пред се бараат и вработување. Малку е поинако од претходните години, значи кога јас сум била волонтерка и сегашните волонтери, значи придонесот кој што ги имаме давено во здружението како волонтерски стаж, сега е пред се, значи се бара хонорари, се бараат и пред се вработување на неопределено време. Така. Кога сте веќе тука, јас би сакала да го искористам вашето присуство и да кажеме ништо збор два околу тоа. Знаеме дека сите живееме во малку поразлични времиња од минатото и сведоци сме дека жените се оние кои што околу 70% од случаевите се жртви на семејно насилство. Која е главната причина на сето ова? Што мислите вие како долгогодишен претседател на организацијата на жени на општина Свети Никола? Семејното насилство од секогаш постоело, меѓутоа разликата е во тоа што од година на година има поголема сензибилизација, односно вклученост и на мажите и на жените во однос на оваа проблематика и се разговара на ова прашање се почесто, затоа и почесто се пријавува. Значи, може би рамката на пријавување што била некогаш на многу ниско ниво, сега изгледа дека е процентуално на високо ниво, меѓутоа сето тоа е поради непријавување на семејното насилство. Најчесто случаите, бидејќи до пред 2-3 години, значи, каде што имавме вработено лице правничка, односно јас ја давав услугата за бесплатна правна помош на жртви на семејно насилство, каде што изработувавме различни поднесоци бесплатно за жртвите на семејно насилство, без оглед дали се мажи или жени. Имавме, значи, некоја статистика која што резултираше исто со институциите каде што беше пријавено.
Значи имавме доста добра координација во однос на ова прашање на локално ниво со Центарот за социјална работа и со другите релевантни фактори. Тука е многу битна и соработката, мислам, дека со овие институции. Неопходна е соработката, значи ако се Колку сака. ја имаат овие луѓе поддршката од нив? Тоа сакав да ми кажете. Значи, треба се повеќе залагање. Имаме сега и закон за семејно насилство, значи каде што може да се реагира, меѓутоа сепак, значи постои не знам колку би кажала менталитетот за разлика од другите земји каде што еве еден пример ќе ви дадам со каде што го предвидува законот за доколку постои семејно насилство без оглед, значи дали семејната куќа гласи на сопругот доколку е тој насилник, тој би требало да биде исфрлен. Кај нас тоа во пракса тешко се случува, значи ниту пак жртвата доколку е сопругата би сакала да отиде таму со страв дека повторно ќе биде жртва на семејно насилство и тешко во пракса се реализира некој од законските одредби. Инаку, координацијата меѓу сите релевантни фактори, кои што споменав, е неопходна. Ние на локално ниво видовме дека е потреба и формиравме едно локално координативно тело за превенција и заштита од семејно насилство, каде што ние сме, би кажала, основни двигатели, односно владиниот сектор е едно тело каде што не тело, би споменала лице кои што ги повикува сите, ги координира, бидејќи сепак институциите си имаат своји надлежности, одговорности, не би можеле во рамки на нивните овластувања да го прават тоа. Меѓутоа, доколку се јави лице кај нас или во другите институции ќе пријават и доколку има потреба од представник, дали од основниот суд, дали од образованието, Центар за социјална работа, полиција, здравство, значи сите се координираме за да можеме навремено да се даде таа поддршка. Имаме воедно и шелтер центар во Свети Николај, каде што можеме да овозможиме и привремено сместување на жртвата на семејно насилство. Така. Јас со ова семејно насилство би се надоврзала да кажеме и децата се често жртви на сето ова. Значи, освен жените и децата, но многу во последниот период, еве и оваа година ќе ја издвојам, имаме сведоци сме на многу случувања и педофилијата е вклучена. Ета, посебно во нашиот регион Свети Николај, Велес, Неготино. Што мислите вие за ова? Зошто се одвиваат сите овие работи токму сега? Токму сега. Значи, може би кога што споменав за семејното насилство, така и педофилијата, не дека не е постоело нешто такво. Така. Може би но сега се медиумите почести сите овие настани. Токму така, значи многу повеќе примат се дава сега, дури као не знам како да кажам, меѓутоа медиумски може би треба уште од мали нозе да се види што смее да се гледа на телевизија, да се прави селекција некоја на програмите. Имаме многу насилни програми, дури и цртани филмови, има мало дете кое што еве ги следам неговите цртани на Cartoon Network, што се насилни, значи не треба таква програма да се гледа, тоа е интересно и за децата и потоа стануваат самите кои иницијатори за насилство. Јас мислам дека и социјалните мрежи имаат врска со сето тоа, значи Има, да, и социјалните мрежи, колку повеќе би кажала начитани, дали се пласираат такви, читам посебно еве последниве неколку денови и за педофилија и во општина Свети Николај што се опфатени, што навистина е трагедија за такво нешто да се случува, меѓутоа постои. Мислам дека од секогаш е постоело, али не било едноставно во јавноста пласирано како педофилија. Значи, тие стереотипи постоеле тогаш кога не се кажувало за такво нешто. Сега јавно се говори како нешто најнормална појава или што не е убаво. Мислам, сепак тоа дело е казниво и треба да биде секако на насилникот, педофилот или кој да е според делото што го има направено и да добие соодветна казна. Така, кога сме веќе кај семејното насилство, вие како организација, како би ги заштителе сите овие жртви на семејно насилство?
Можете ли да ги заштитите? Заштита е, значи голем збор сепак под заштита. Би можеле да пружиме помош, јас би Помош, рекла, еве као во подготовка на правни поднесоци, тужби, жалби, Така. тужба против семејно насилство која што сепак адвокатите ја даваат, значи под одреден надомест, ние би можеле и го правиме тоа бесплатно во однос на тој дел. А во заштитата единствено преку соработка со другите институции да реагираме навремено за да не стане повторно жртва, бидејќи жртвата пријава од која веќе е насилството сторено. Значи контактите за да веднаш се реагира. Дали полицијата која што нормално тие се институции што пружат заштита и пред се нашето здружение во соработка со Центар за социјална работа за сместување, додека сепак тој период трае, Како што мислам има кажавте и трауми претходно. жртвата да биде сместена во соодветно прифатилиште. Така. И пред самиот крај на нашиот разговор би ве прашала еве кои се идните активности на вашето здружение во текот на до крајот на оваа 2016 и во текот на наредната година 2017. Што е предвидено за вашето здружение? Значи, како и секоја година, ние правиме акцијски планови, имаме програмски активности кои што во континуитет ги реализираме, така да и ова и следната година, почитувајќи ги нашите програми, и здравствената програма, и програмата за унапредување на положбата на жената во сите сфери на општествениот живот, што е нашата мисија, секако да станеме и лидер во едно женско движење, посебно на локално ниво. Сметам дека тие зацртани цели треба да ги реализираме преку остварување на различни активности од родов склоп, односно родовата компонента, да ја почитуваме и да ја реализираме во иднина. Така, господја Панова, јас еве ќе ви упатаме на благодарност што издвоивте време да бидете дел од нашата утринска програма. Се надевам дека повторно ќе дојдете за некоја друга тема на разговор. Мислам дека нема да има никаков проблем. Секако ви благодарам и јас на вас за вашата покана.